Ja pa sam bе, ne gideš sa работа. Одлично или не одлично? Никако, мајсторе, никако. О, никако, нисо, иди. Ама види, господине, јас те објаснам. Де ќе да слушам? Ама јас ќе ти слушам некоја. Де ќе да те слушам? Де ќе да те слушам? Боче тамо. Еве, тие се поздравуваат. Малку и шега на крајот. Миле Паника, малку предизвикувачки гегови. У таков момент, батка, нормално сложем фаца као тетре пред сноше и ми пука жила у бубрек. И таман да ја прашам рибата кој ти е мој, батка следи трет туши бомба. Ги ти! Ева! Ај, Тошо, доста. Јас 2 сантима порасна вака. Ma c'è già mo me già. За французите му кажа. Кажи. Кажав де, како не, ќе му кажам уште еднаш. Здраво! Новата година ни пристига. Ево иде и вие сега сигурно се питате што да им поклоните на своите најблиски деца. Меѓутоа, тука има еден поклон, тоа е пакетче К15 со изваредна содржина, осим то слики што има со Миле Цацко Тошо, календар едно друго, има и еден ексклузивен поклон, тоа е такозвани поклон у поклон, аудиокасета од Дуо Трио со сите песми, тоа да почне годината со песни. Пријатно, среќна нова година! 1, 2, 3, 4. Може би никој не верува, ама вистина е жива. На едно место ќе најдете од игла до локомотива. За секој джеб, за секој вкус, нема ништо да ви вали. Кај Макис има и супер има, се за големи и мали. Макис! Стоковна куќа, Илинден. Сега да ти кажам, батка, го везам коњи на поило. Охо, џабе везеш. Оригинал е. Јас 6 месеци го везев тајна вечера и вама ева него бенди, сете го подроб сега гние. Маче стигна? Глос ми купила, бе. Маче, ела те бацам. Што ќе ме бациш, кујна на лонтија? О, на тебе! Еве ти абразив, види, за стакло, за волна, штирак, се ми земала, цела колекција ми ја купила. Шуљевачи, сите се еколошки. Ба, се си ти, еве, бре! пише. Слушај, него сега ја морам шпорето да идам да го зачистам малце. Почекајте ме ви овде. Почекай, бе, Боже, де се разбира, жена ти вака ти растура. Меѓутоа, знае поклон да ти избере. Глос за сите мажи е спас, глос ми е садови, емајл, мебел, штоф, таписони, стакло, тоалети, станочеви свети со глос, а рацата нешни сапак. Еколошка козметика за домакинството. Алкалоид Скопје. Страст што ги исполнува сетилата и ве понесува во бесконечноста. Мирис за жена. Нирвана. Ама за добри овие? Шо добре, бе, батка. 3-0 губат. Стварно се супер, како може вакви да ги направат. Те се добри овие.
Лешниците са супер. Дај кикириките да ги пробам. Па то са пъстъци, то треба да се излющи. Ти мене ќе ми кажеш, батка. Трета кеса ми од Сабајна. Драги гледачи, во овој скеч ќе видите како луѓето работат во кината, во квизови кои се надпроверуваат на терминатори и со тоа ќе ви кажеме дека дали некој човек е стварно способен за таа работа и да многу да не ја должиме работава, него да го погледате скечот што ние што ќе го прикажеме. Благодарам и добро вечер уште еднаш од студиото на Радио телевизија. Ова е Синеманија. Јас не сум Владко Галевски, тој нема вечер да ја води оваа емисија, малку е засипнат, па јас ќе го заменам. Вечер имаме повторно тројца кандидати, јас се надевам доволно подготвени за да го покажат своето знаење. Колку што можам да забележам од прозорчињава, времето надвор одлично, значи нашиот квиз може да започне. Ве молам, пуштете ги кандидатите еден по еден. Пушти го слободно. Браво. Како е? Добро, батка, фала. Ке се надпреваруваме вечера? Да, бе. Се спремавте? Па, 3 по 2 колку е? Си гледа некој филм? па имам гледано, мислам... Одлично. Седи. Ајде молам наредиот. Почитуваниот господин Лео Мартин, уметничко име Бруно Фреш. Добро вечер. Добро вечер. Вие како се подготвувавте за овој квиз? Беше напорно? Да ви кажам право нешто, не сум марен денес. Ако одмори се малку. Седи одмори се. Ама ќе победам. Ако. Пушти го и третиот реже, молам. Еве го третиот. Во црно-сиви тренирки, со сива основа. Од джогик. Директно од подготовки, од джогинг, кондициони подготовки. Познатиот скопски филмаджија Миле Парика. Тоа е Миле, точно. добро дојде. Добро ве дојдов.
Фала и ти доба. Ајде. Па мислам дека можеме да започнеме. Нашите направувачи ги заземаат своите места, треба уште јас нормално да зазема своето место. Пуштите ви режија 5-6 джигла во меѓувреме. Започнуваме со нашата прва вечерва и единствена игра во нашиот квиз Синеманија. Тоа се популарните инсерти. Еве нашите кандидати кои што нашава камера веќе ги регистрира, ќе треба да ги погодуваат и треба да дадат точен, евентуално неточен одговор на од нас поставените прашања. Почнуваме со првиот инсерт. Инсертов што во моментов го гледате на еден од нашите монитори е од многу популарниот филм Последниот танго од Париз. Овој филм, поточно овој инсерт, многу ги возбуди гледачите ширум светот. И ваша задача вечерва ќе биде да одговорите. Во оваа сцена станува збор за путер, маргарин, вазелин или галичка урда. Господине Тошо? Зашо ја бе? Па стиснавте на тастерот. Сум се заебал. Ќе одговарате? Па мислам... Ова шо... Добро, следниот ве молам, вие се извинивте, се извинувам, не сте подготвени за вечерва. Филмаджијата Миле Паника. Ако може да го повторите инсертот? Инсертот за жал не може, тој ни беше еден, но затоа можам да ви го повторам прашањето. Прашањето гласи, бидете внимателни. Во оваа сцена станува збор за путер, маргарин, вазелин или галичка урда? Да. Одлично. Моја аплауз. Ево имаме и првиот позитивен одговор и вече на првите поени за господинот Миле Паника. Веднаш одиме на второто прашање, ве молам за концентрација. Инсертот кој што току го емитуваме е од филмот кој 1989 година доби 17 Оскари. За прв пат таа година беше доделен и Оскар за реквизита. Овој филм ширум светот го гледа над 16,5 милиони гледачи, меѓу кои беа и гледачите од Македонија, се разбира. Во Скопје се прикажуваше во киното Вардар, еден. Имаше представи секој ден по 3, во 7, во 9 и во 21 часот. Кажете ми точно, на 27 октомври, на представата во 21 часот, кој стоеше на врата во Вардар 1 и какво палто носеше? Повелете. Това беше Бате Бажет у црвени пуба тренерици. Вие не сте подготвени, што мислите вие? Бате Коце, у жуто. Договорете се, Бате Баже или Бате Коце. Бате... Всушност, ќе ви поставам едно подпрашање, ќе ви молам да ми одговорите, па ќе знаеме кој одговорил точно на поставеното прашање. Прашањето се однесува само на вас двајцата. Таа вечер на 27 октомври, кога се прикажуваше тој филм, колку чиреше седвичка и стоилко пред ванила во сендвичарата? Мислиш со плескајца? Не. Со вишли? Не. Тост? Не. Со пофрит и со салата? Жал ми е, прашањето беше, се однесуваше на француски сендвич, но тоа е тоа, неподготвени доаѓате на вакви квиз манифестации. И што да се прави, меѓутоа може би понатаму ќе имате повеќе среќа. Одиме сега на следното, јас претпоставувам дека тука ќе дознаеме дали ти или ти дадовте точен одговор. Дали господинот Паника, дали господинот Тошо Манев. Овој филм во Македонија го гледаат 143.000 гледачи на 3 представи дневно од 17, 19 и 21 часот. Доколку филмот наместо 2 недели се прикажуваше 4,5 недели и доколку имаше по 4 представи дневно и во непарните денови од неделата по 2 кино представи, колку гледачи ќе го изгледа овој филм? Време сега. Ова да не е логаритам, батка. Јас ве молам, сметајте. Ти, ова со просто тројдо правило... Жал ми е, времето истече, не успеавте да дадете одговори на ова прашање.
Па тоа ви е тоа, што да ви правам. Ви остана на крај само уште еден инсерт по кој што ќе знаеме кој е победникот на вечерашниот квиз Синеманија. Ве молам за концентрација, погледнете добро, режија ве молам инсертот. А сега ве молам за концентрација, ова е можеби одлучувачкиот момент и одлучувачкиот инсерт во вечерашната Синеманија. Овој инсерт е од еден филм, односно од еден од многуте филмови во кој што е овековечена борбата на комунистичката партија на Југославија на чело со Ричард Бартон против фашистичкиот окупатор на чело со Адолф Хитлер. Ваша задача ќе биде да кажете барем две имиња на функционери кои се денеска во актуелната власт, а тогаш биле членови на комунистичката партија на Југославија. Време сега. Повелете? Нема, батка, нема такви. Господине? Те би можел сега да се сета, бја. И двајцата дадовте. Мислам дека И двајцата дадовте идентичен одговор. Види, ја мислам дека нема. Ви го уважувам одговорот, токму така нема такви, бидејќи сите беа членови на Комунистичката партија на Македонија. Молам еден аплауз пред да го добиеме одлучувачкиот инсерт. Благодарам. Ке мораме уште еден инсерт за да видиме кој е победник. Инсертов што го гледате е снимен 24 дубль. Ваша задача ќе биде кратко и јасно да кажете колку пчели учествуваат во овој кадар. Сега. Повелете? 365. И ја мислам да не са пчели, то са трутови, имаше око 70 пчели и 94 трута. Мене ми е жал, ниту вашиот одговор е точен. Епа, неподготвени не се доаѓа на квиз да ви кажам, почитувани мои сограѓани, испуштивте идеална можност да отидете во Солун малку, да се прошетате, благодарение на туристичката агенција Солунски атентатори Турс. Тоа беше се за вечера, почитувани гледачи. Ајде телевизија, заврши квизот Синеманија. Па ти знаеш колку се спремав? А ти знаеш, заедно се испрашувавме, бе. Јас си се извинив, дечко. Заедно се испрашувавме цело време, шо е? Море ако ве фата. Ја по... Фалша пот за сите видови коса. Алкалоид Скопје.
Morgen. Sprechen Sie Deutsch, bitte? Meine Limousinen troa kaputt. Weißt du da kaputt? Ja, ja. Дикс проблем. Бали, капутот обесидела колата да преглед. Кафе, сок, бидерал васер? Ja, ja. И ја, 2 кафиња, ај бобет бите. Ja. Meine Limousinen? Ja, ja, fantastisch. Natürlich. Das ist Klinik Schwarzwald. Du bist Udo Brickmann. Das ist Asiba und MG Klinik. Ich bin Paul Breitner. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Како леве, важи. Драги гледачи, добро бидете поздравени од нашите македонски јунаци што стално не гледате. И верувам дека сте многу тие луѓе што уште што ќе не гледат, затоа што македонска телевизија нека види што нешто значи, а тие 200 марки што ги заборавиле, ќе ги побарат и се ќе биде вред кој ќе се помира со нивната судбина дека некој вреди и да работи за секоја работа. А пред се тоа, на сите граѓани на Македонија, од нашата емисија, од К15, што ги дава, седек и работи, се труди, па да ви кажам, среќна нова и се најубаво во новата 1996 година. Абе, дечки, сите ли сме? Сите сме. Па, ајде онда. Батка, абе, да не си грешка нешто? Зашо? Абе, ти мене ми збореше за голема зграда, бе, ова нема везе, бе. Абе, кога ти зборе за голема, мисля функционална, бе. И јас сум имал спија дуго ваја. То шерато ко бев у Истанбул. Абе, ајде не комплицирајте, бе, ајде бе, ке не фатат. А? Ај че пробаме од овој прозор. Слушаш? Ајде се пишмани, бе. За 200 марки не се исплати. Може да не фатат. Абе, не збори за пари, бе. Шоуто мора да продолжи, бе. Качуј се. Ајде. Батка, овде нема шанси да се влезе. Пошто? Има една жена унутра, со бела коса. Што прави? Абе, појма немам, со грб е свртена. Нешто брда со рацеве. Изгледа плете. Или диригира. Дај да иде, бе. Абе, батка, бе, батка! Ја! Ево тука, овој отвори.
Батка, шо е ова? Ова од таму до ној крај, се до таму, на времето народот кога беше поштен, кога плачеше претплата, тука ги чува парите, ова купишта пари беше тука, ама? Те се е бар. Озбилно бе? Каде беше? Батка, абе за 200 марки ќе не фатат бе. Доста бе клошерете декоби, ако имаш што да ги дадеш ти. Кај сме тука? Друга, треча. Да, треча врата лево. Ајде. Значи, кој ќе го научи ова ходиците овде, гарат ќе дочека пензија. Слушаш? Еве овдека. Вие влезете, ја ќе чувам стража тука. Чека бе да отвора прво па ти лесно за то. Слушај, ќе свирам 2 пати ако дојде. Слушај, а по ова ти што те е сперато, исто е кој што ни кажуваш она. Абе те што, еди у ваздух, те знам дали осеќаш? Батка, кај ти каже дека ги заборавила марките бе? Бе 200 барки, тука у фиоката се. Нема ништо, бе. Кој ти оставя 200 марки у оваа сиромаштија овде бе? Абе те знам. Ај чиде бе, че ги побараме пошто и патале Батка. по ходик. Ке не фатат, ке не ебеме. Абе кој ќе онај се одакво свето по ходици? Ето. Ау! Слушај, да му каже бе да човеков дека што без тојба за батаци и за чипсови. Ау! Ау! То го големо бе, слушаш? Па што се прави тебе за 200 барки? Слушаш? Па дайте ги парите бе, за 200 барки ли сте? Иди ја сега тука, за това да пее бе песма. Bom chiki chiki, 2-3 kikiriki, quando la tutto l'amore. Bom chiki chiki, 2-3 kikiriki, na babati farcilotto. My baby's dobedy, I have a very big dick. Every day I tell it water, I shake it in cold water. Every day I tell it water, I shake it in cold water. Shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all night long. Ding dong, ding dong. Shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all night long. Ding dong, ding dong. Bom chiki chiki, 2-3 kikiriki, quando la tutto l'amore. Bom chiki chiki, 2-3 kikiriki, na babati farcilotto. Леговта се прошетав, Ding dong, идеја ја сретав. Со грбота би се сврте, и ти Ивко и реко. Со грбота би се сврте, и Ивко и реко. shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all
night long. Ding dong, ding dong. Shake, baby, shake. Shake, oh my baby. Shake it all night long. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Sada, ajde da bегаме и onda to. Драги гледачи, сега ќе видите една убава емисија, а во таа емисија се состои за нашите базени, кои што се може да се види внатре. Мислам да се бања човекот, што треба на хигиена и да се спортува. А меѓутоа, што народот не знае да го користи тоа и го злоупотребува. А тоа што е? Тоа е што човекот моча внатре, се бања со сапун, нехигиенски работи, од тоа се само таа емисија ќе ви покаже и биете благодарни што ќе не гледате. Ја ватка кој идам на базен, највише ми се прави кејф да се джиткам на глава и да мочам у вода. Бе, не заебај. На глава се джиткам у сите могучи стилови, али најомилени ми се ласта, двоструки салто со прелом и троструки салто со фрактура. Не заебај. Од кога ќе се джитнам, затим гњурам едно 15 метара, при што му застанува дах на помеќе од пол, онда изронуем нагло, залижуем коса, секнам нос, мочам и тоа е финале. Сега, шитици и риби со покварена машта батка, ова го сваќаат у класична смисла. Као мочање од керамиди, например. Али тоа е заблуда. Батка, не заебај. Мочање у базен ти е специфичен процес. Тоа е батка мешање на две течности со различна боја преку чат-пат пропуслива мембрана или стручна осмоза. Ја, например, кога правам осмоза, обично користам спидомембрана со дупла преграда од напред и попуштен ластик од позади. Осмозата као операција ватка има неверојатни предности и особини и на општа радост на сите изузетно е застапена у нашиве базени. А за какви предности се работи? Батка, не заебај. Прво, водата добија природна боја, као сегде у природа. Затим, добија природен мирис, значи се неутрализира хлорот. Онда добија природен укус, тоа кога ќе се нагутеш пливајки, и добија природна температура со што се уштедува на грејење. Народна маса батка многу добро ги знае овие работи и затоа кој иде на базен увелико осмозира. Затоа батка, кога ќе отидеш на базен, можеш да приметиш 3 врсти на расположење. И тоа е расположење пред осмоза, расположење за време на осмоза и расположење после осмоза. Кога е базенот пун со народ батка, тоа што е у предосмозно стање да не си у негова кожа. Него само една работа му самото у глава и од него ни муабет, ни бутур. Он бара место за осмоза бе и тачка. И пошто осмозата е дел од интима, нормално се бара место кај што нема никој близина. Значи, симптоми за предосмозно стање батка се нервоза, неповрзани муабети, шарање со поглед и нагон за осаменост. Втор случај батка, тоа е расположење за време на осмоза или такозвана нирвана. Во оваа ситуација батка, шизикот не прави никакви покрети и се карактеризуе со нулта концентрација, веги на пола копје, блажена и тупа фаца джоамисир, што викаат кавадарчани, а у случај на поизразена осмоза,
се јавува синдром на изразена вратна жила. И на крај, батка, имаш расположение после осмоза или нов човек. Он има намалена телесна тежина и неприметно почине да плива прсно, после тоа преаѓа у краул, затим дише на секој трети завеслај и интензивно работи со нозе, што значи у питање е батка изузетно расположен шизик и он е спремен за успешно бутање глава. Кај ќе стигне? Драги гледачи, сега ќе видите една случка, што фактички значи таа случка е во тоа што за барите кои имат завршено школа Забрско, а си има своја ординација, према таа ординација, мислам, со неговата способност, со неговата диплома, а се за таа работа, што се работи, они сами ќе ви кажат во нареднава емисија, мислам, сегашна, што сега јас ќе кажам, со два збора, затоа што заборот кој работи, а со што се соочува тоа со неизмени заби, со храна во устата, со таа смрдјава негова, од нечисти работи, па да ви кажеме, тоа е стварно, вие сами ќе погледате и да се секој човек замисли во тоа. Дали треба да забор да иде со измиени заби или да се дотера, а ако треба така, од вецене ќе искочи, па нека иде кај заборот. А заборот тоа мора да отрпи, затоа што треба живе и парче леп јаде од него. И да видиш то гага све вакво, сите се исподапива, се исподачука, ја еди до 5-6 сиски бавдав и баш сум расположен за работа. Само нема денеска пација. Да, ева буштерија. Ајде види. Да. О, Бали, здраво. Па ти се плашиш, не се плаши. Хеј, види го. Ајде седи. Седи да те видам. Ајде малку поди да биш од това. Оди. Дај спребеде приборот тие што се за соврска. Де се плаши, па ја имам 250 поста ставено. Зиди јако, стави го ова уста. Стави, зиди јако, зиди. И тоа вака. Слушаш, Зупчаников е лош. Дај одма да буста ботовија. Зиди јако, зиди. Со што ги бачкаш хемороидите, бе? Сестро, дај забешај балтер од тој небачки што не се познава. Каде живиш ти? У која населба си? Имам роđак тамо ја, може да го знаеш, Ѓокица. Слушаш, а у пролече возиш точак? Да. Знам, и бо од прво оделение. Слушај, да не си јадел кикирики ти? Да. Уша пред 2-3 дена? А со што ги бијаш зубите? Со паста, ама изгледа ти стебало. Дај од тоа таквото, да му извадам ја такво диплома. Ајде. Ако те боли, бапни ми една. Еве ти, идеја фрлај, сестро, може че пасуе кај некој друг. Дај да те застружеме. Добро. Која будала ти ги извади овие шестиците? И ја? Сестро, видиш како знам да си направам шала на свој рачен? Па да де ти ги извадев сега, да што ќе ти ставев мост? Дај спреми еден мост, да му баптам камен тебелец. Иđ да не се плашиш, ти знаеш ја шо мостови имам стајно. Еден са шо му направив мост, куќа изгради само, мостарина шо наплача. Оваквото. Така, шубав мост имаш са, и сега гледај некој дека ти се искења под него. Знам, исто тој и од други сум го имал чуено ја. Ти да не си пиел кафе? Гледам имаш траги од пут, или можда ти е то каријас. Та ти си супер што ти се бели, да видиш после што треба да дојде еден со жути зуби, блад, згоден, симпатичен, све со жути зуби. За нигде, ти си супер, ајде, да? Еве го. Пошта се смешиш? Се смеам, ама исти проблем бе, доктор.
Што? Абе, таман ке се насмеам, сите коли прикочуваат, не знам што да правам. Па не знам зашто вака, видиш што видиш така. Долго ти се жути зубите. Што да праваме, докторе, жути ми се, ај кажи, дај чаре, што да правам? Деба друго чаре, че бора да ставиш брао кравата. Друго чаре деба. Ајде. Ајде. За разлика од ЈНА, каде што јас бев десетар, оваа година сум министар и заедно со американците ние нормално се планираме со, освен со свеж со овие сите работи, да, се занимаваме и со, мислам, војската, НАТО и американците. Ние со против, нема зашто да имаме против, затоа што ние сме една целина, заедно тоа. Јас со ночери, он без ночери, многу не догледувам и затоа сега ќе ви испеам една песничка така што често си ја пеам, као честитка сега за нова година, нека биде сега песничка. Еве сега вака. Една песна јас да запејам, како беше, тешко ми е да заборавам, да можам да те видам, да можам твој да бидам, една песна јас да запејам. Така некако мислам ти беше песничка, не знам прато. Џабе. Прв пат 96-та и ми е честита еден млад, згоден, перспективен, шармантен, добро стоечи министр за стопанство, нормално, и штета што нема штафета. Благодарам и вам. Тренерот нема што да зема плата. Он треба да биде представителен, влијателен, авторитативен, комплетна личност. Со еден збор он треба да биде ова персона нон грата. Уосталом се тече, се менува, што би рекол овој Пантареј. Па мислам оваа година дека не треба да има војна, тоа е многу битно. Здравието, нели, и платите на сите нас да бидат добри. И Сашко, мислам, ова директорчето што ни се паѓа, малце да би ги подобриме односите, нели. И не сакам оваа година да ја честитам со нека песна. Затоа што тие се приватни, ти се богатат. Толку. Многу работи се десија, јас страшни работи би рекол се десија 95-та година, така што у државата наша се пуштија многу афери, пукна дури ако афера тука околу собранието сме се местеле, вие го местел, ние го местел и мислам дека у наредната 96-та година че треба да заборавиме на тие оговарачки работи што се и сакам да честитам со песната Бурек, ако може. Фала. Порано каубојците која јашеле по прериите, они биле многу хендикеписани, Џон Веј исто Ваја Терп, Загортене и други онда која јашеле тамо и иделе у пустињите у град кој ќе влезат по салуните бареле да најдат бурек со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Това за разлика од нив пацрвека па еволутивно кој што се развивало, увек кога идела покај баба и табу, тоа корпичката носела покрај осталите забирници, што са, носела сирење ово на тестенини, али наравно мајка и увек и пакувала и по еден комат четврто ово оно, такозвани бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Со спанач, тоа било исто познато е дека Попај го обожавал тоа и он управо заради тоа отворил за сендвичара, тој уствари бурекчиница било, меѓутоа затоа што немал тазе јогурт, децата го избегавале, Олива го оставила, Баџо се чарила со друг и така настава тој цртиче оно што го викаат бурек!
Тој у војска е најболја баренда што ќе ти ја дат, увек се тепат војничината, кој за четврт, кој за осмика, ова меѓутим, малку да не се оддалечи во темата, што сакам да кажам ја уствари. Јас живеам на втори спрат, исто тамо на том бурек жилицата, еднаш ко легнав баш доле, ко се собрава деца, ги гледам галамат, искачам на прозор, деца бе, што сакате бе ова? Ајде бегај тоа, кој вика мене, Чичо миле, абе немој да јадеш многу. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, сад ќе заебавам, викаме, бе, знате ли вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, ќе го прашате татко ти. И они земава камења, почнава да ме гаđат, јас се тргнав овака само и кој рече камерот дънк, у прозорот овој функционеров. Нечу да го именувам јас сега, тој одно до ние што не купи Тојота закасни, затоа што беше да купи бурек со месо, со јогурти, со сирење. Бурек! Тоа е изврсна посластица. Меđutim, ја не знам зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен. Тоа најверојатно пошто у Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим тоа нема турда за бурек со сирење. А сум чуo од други извори, а и од други опчуено дека Елвис Присли бурек не поштуе многу, затоа што он вака поише љубител на бели пецива, чевреци исто. Бурек! Тоа за него луксус било, затоа што он бил пушач и увлекол дубоко, а може и плитко. Бурекот е ребек дело и вајарско е дело природе. И тоа би било да не дожиме многу. Хвала. Бајстори, работа. Фала, амин, од работа не куртулише да го... Слушај, кај ви са другите треба да реклама за Удбар Инвест да стиви бе? Нема други, ја во дето сме само. Мајсторе, ај се смениме малце. Чекай, уж 5 минути гледаш реклама сниеме за Урбан Инвест. Вашо гледаше видеа. Тело направено ја за сат, ја за два, али се менјаме со во дето. Прво она работа, јас одмарам, поспа ја одмарам, она работе. Ајде, сија да Озбилно, али види, во ти е кавдаречка направија, од Урбан Инвест. Воа нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати не зејзеј? Абе не вике така на да реши секов народ. А воа, што има направено бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеци со воти. Лесно се мес пост, можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Здраво! Ова овде е комплетна Голдстар програма, тоа најсовремена технологија, тоа се НАСА тражи. Здраво! За вас беше ова 72 сантиметра 3 комада, 3 комада исто, сакате видеа че земете? Дај 2-3 кила нека има. Земи 3.200 цело да не го сечам. Батка, дечко, дај да го пуштиме порничо, бе. Знаеш што и прави? Многу е добро. Бегај! Абе, после две сами, бе. Бегај, имам муштерија. Слушај, да ти го завиткам или тука ќе го гледаш? Што знам да прашаме, телефон имат? Како не? Па ние имаме Panasonic тука, ова све црн, бел, ово е двојник, ово ти е 332, 255, одак факсови исто имаме, телефакс, имаме само факс, пошто телето ни е забрзивач. Ќе земеш? Па дај да видам, да прашам, има ли телефон, имате? Како не, абе, еве ти визит карта. Да, да. Кај си, бе, батка, да. Добар.
Едва ја избркав оваа моја, да ти кажам. Едва да фатам некоја работа ни станав да зачистам. Да сега сакам да го бањам малиот. Види бекутаче, дзе, баба беби бакалти, тука, сад ќе ти избаѓа чичо тебе. Шефе, кога ќе го избањаме ни родена мајка нема да го препознае. Тоа е тоа, сигурно, бекута. Шо манијаци? Манијаци? Кај си читал? Влагаат по станови. Бањаат деца со бекутан. Ај побрзо. Чекај, бали, па сако ќе те дабачка со... Без злато, што се смешиш бе? Ги. Што е бекадо, Боже со суđe. Слушај, со ова колекцијата бекута, лопрај бе поставил. Шефе, дојди. Ајде, китла. И после ни родена мајка не може да ги препознае. Од кој ќе ги избања, да. Батка, бе, не, бе. Драги гледачи, сега ќе видите во оваа емисија што сега ќе ја погледате, а со многу убави работи што се дешава со нашата младина, во нашето општество и во нашата држава. Меѓутоа, се однесува таа емисија кои лоши две друштва се фатиле. А тие две друштва што се мислат на лоши работи што не им чини тоа. А затоа да им кажем на младите, и они сами што ќе гледат во оваа емисија, дека нешто не чини, они да го прават понатака. По мое, по наше, се вика, како родители, да тие деца сватат еднаш што треба животот они да си отераат. Да си земат една гитара, да си земат една песна да си запијат, меѓутоа, и тоа е најубав збор и едно каче да си разговарат за нивниот идни живот. А тоа ќе ви покаже самата песна Кажи, Катило Ѓорѓи, кај е нашата пушка, кај е нашата пушка Ѓорѓи, пушка мали хера. Толку имаме и среќна нова година на целиот македонски народ во нашата држава. Јас сум ти, батко, суштина многу флексибилен шизик. Саме знаеш. Али едино што не можам да поднесам е кој ќе ми каже некој да расправја дека сум копук. Зашо е ватка копук, а народов измислил цела лепеза на лепота од изрази, а осим тоа што се убави, не го иделуваат васпитно. Здраво. Зашо, например, више, кога дошло до вербален дуел уместо копук, да не ти кажат говедо неваспитано. Говедо неваспитано ватка као израз и као форма дело е прогресивно. Затоа што укажува на одредена мана и автоматски те поттикнува да санираш одредена девијација у понашање. За разлика од него, копук не укажува на ништо, само врега. Замисли кога ти каже некој копук. Ти убаво појам, ти уназадува и фактички стагнираш. Например, конј, вол, говедо, мајмун. Све се тоа ватка изрази што не вреѓаат и просто се топиш што се васпитни. Затоа ватка, ја ги користам само овие изрази, а копук го избегавам колку што можам затоа што знам како делува на личност. Зо. Копук ватка се употребува само кај непоправливи особи, што не реагираат ни на вол, ни на мајмун, ни на говедо, ни на конј. Тоа е најверојатно некоја варијација на копито и ги опфаќа најлошите особини на овие животиња. А еден таков тип према мене у градот е Джолек Лакмус звани копук. Копук затоа што стално прди на јавни места, а лакмус затоа што го ќе прдне
обавезно поцрвенuje. Да ташао трето, а уствари не. Абе како беше? Те добра соткоњари, има долги бркови, уши као радари, торба полна дарови, те добра соткоњари. Доси рейба цикери, шипка јакни ефтини, Боже и со чекови. Батка, види се, дедо мраз од конјари, пич не плаќа царини, не се проблем дозволи, нуди цели шлепери, мисиркини батаци. Хеј, дедо мраз од конјари, дедо мраз, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Дедо мраз, злато мое, жива превара, сал не моташ како сакаш, пак не заеба. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им набите до мраз од конјари. Мој спала ти многу, а сами птип и свири. Да го евам, најшо мразам, ка не можеш запееш на мајчин јазик. Дедо мраз од конјари, ајле се искурнази, прима само долари, кога дели дарови, дедо мраз од конјари. Дедо мраз од конјари, дедо мраз, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Дедо мраз, злато мое, жива превара, сал ме моташ како сакаш, пак не заеба. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им набите до мраз од конјари. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им набите до мраз од конјари. И то. Драги гледачи, сега ќе видите во оваа емисија една убава работа што и се работи кај билијардот, кај мафијата и кај девојките што стварно идат во тој билијард и мафијата што доаѓа во самиот билијард. А затоа што ние ќе бидеме благодарни понатака да не гледате со среќна нова 1996 година. Ајде, Тошо, ова ли е та? Добро, ба ти, слушаш, зашто дечеш да се фатиш со дечково? Па ти знаеш ош колку улага у тебе. Ти вчера зашто му дадов ја слободен ден да го писниш секој ден така да се однашам? Слушаш, па вчера му дадов ја 3 букета махагони да ти поклони.
Слушаш, па 50% беше готова работата. О, сака, уште ти да сакаш. Еве, ја ќе дам 20%, од 20%, 30%, 5% и 5%, 100% ќе да правиме. Па ти слушаш ли што ти зборува, бе? Извини, дебели, слушаш? Ти знаеш и да од за време да е багото со србите 30 шрепера у еден ден преку граница ги прота. Од кој 30-25 овака, 300 поститни проблеми и 2 со патничени. Слушаш? Зашто не чеш да се фатиш со него? Слушаш што ти зборам? Па ти знаеш ја каков играче. Шо е бе дебел, па ти да не сакаш да ми бапнеш една? Слушај, ај услужи со оној боев спреј, немој да ствараш неугодни ситуации. Слушаш, па зашто не чеш да се фатиш со него? Па ти знаеш да од најболи диско играч у Македонија, ти знаеш колку лесна нога има. Слушаш? Па да знаеш каков парче бидете за играње. Дај болим те покажи како играш. 3-4 од Девид Бови. Техно, тоа. Гледаш? Добро, доволно. Слушаш ли? Па од 10 тепачки само и 2 па да е падо. Па токо че му бапне некој право болница го шале. 32 инвалиди шетат од него по чаршија, тука едва ги состави во болница. Слушаш? Па има и шут микрофони и појачало давори 200 вати го изнајбува. Дели? Има топ профит оствари овака. Глад. Па зашто не чеш да се фатиш? Слушаш ли? Што и рече ти Дейзе? Женска, страшно ме подсекаш на Мерилин Моро. А ода што ти рече? Ајбе, бега па ти поарен да не си. Баш пред мене. Убаво си му рекла госпожица, де си ти крива и ја го испуштив од руки, играјте понатаму. Пријатно. Би така е да ќе ме брукаш. Оди вамо ти папна пет, оди вамо.